Да сите вас препознатли во емисијата за миленици пријатели која што одеше и ќе оди на Тира телевизија. Илче, добре дојде. Здраво, Виле, фала за поканата. Како едно непишано правило е дека луѓето кои што знаат да сакаат, преферираат да имаат и домашно милениче. Кои се најпопуларни домашни миленици? Баш така, луѓето што сакаат миленици претежно земаат кучиња и мачиња. Мислам, тоа е претежно од порано, но во последно време станува тренд да се земаат и екзотични миленици. Значи змии, тарантули, питони и некои такви работи. Ете, ја значи се набркува отворив и пет шоп кој што се вика исто како емисијата Пријатели. Низ логот имам ставено хрчаци, така да можам да речам дека направив и хрчак манија во битола. Значи нон-стоп се играат, разиграни се и претежно многу луѓето ги купуваат. Каква хумана личност треба да се биде за да се има добар ефект врз темпераментот на милениците? Па би рекол дека пред да се земе било кој милениче, треба добро да се прочита за самиот миленик. Значи има некои кучиња кои што се поттемпераментни, има некои што сакаат повеќе да лежат. Затоа најдобро пред да се земе било која раса треба да се прочита за самата раса и да се види дали не одговара за тоа да биде во нашиот дом. Неголема грешка луѓето што ја прават е што купуваат милениче само поради своите деца. Сега после да речам месец-два на детето ќе му помине меракот, ако можам така да наречам, за самото куче и нема да ги извршуваат оние работи што треба да се извршуваат околу куќето, значи хранење, чистење на физиолошките потреби, шетање и слично. Значи најдобро прво да се прочита за самото милениче, после тоа се земи. Не во никој случај да не се зема само поради децата. Кој животно е најдобро милениче за едно дете и воопшто за целото семејство? Без најмногу ги сакам кучињата. Мислам, затоа ви рекол дека кучињата се најдобри за во домот, но би извел тука дека чинчилата исто така добра, хрчакот исто така добар и доколку сакате да му купите миленик за детето да не мора да извршува многу обврски околу него, рипче. Значи рипче во кугла, еднаш до 2 пати менување на вода, храна еднаш дневно и тоа е тоа. Спомене дека пред да се земи новиот член во семејството треба добро да се прочита за него, меѓутоа како ќе одлучиме кое ќе биде нашето милениче, како да го подготвиме домот пред да го внесеме. Значи како што кажав, мора да се прочита први многу добро за тоа милениче. Домот. Значи пред да се земете пример да речеме за куче или маче, мора да се купат садови за храна и за вода за него. Пример доколку е маче, мора да се купи сад за каде што ќе се стави песок за да ги извршува физиолошките потреби. Кога ќе се земи кучето во домот, значи не треба првиот ден не треба воопшто да се кара заради тоа што него ќе му биде непознато тоа место. Сакаат издушка, може да сгреши околу физиолошките потреби. Значи не треба да го караме првиот ден. После веќе наредниот ден можеме да го учиме на тоа што треба. Некои миленичи не се чуваат во двор, меѓутоа некои едноставно мора да се чуваат дома во домашни услови, па како да се заштити домот од нив и да се направи едно пријатно заедничко каче за живење? Значи вака, тие што ги чуваат дома милениците, мора да знаат дека постојат и неубави работи, значи гризење на мебел, извршување на физиолошки потреби и слично, но тоа се може да се научи. Но за се треба време, во секој случај. Тие што сакаат да го чуваат надвор, мора да направат бокс, никако да не се врзува кучето, посебно не до година дена, заради тоа што може да настане искривување на самиот ребет. Најдобро кога ќе се направи бокс, да има одвон на цевка таму, за да може да се чисти од физиолошките потреби, а доколку се чува дома, значи може да настане, како што кажав, гризење на мебел или на теписи и слични такви работи. Има средства, значи, кои што се прскаат на самиот мебел или на самиот тепих, каде што кучето од самиот мирис ќе бега на тоа место, заради тоа што доколку кучето ги изврши физиолошките потреби баш на тоа место на тепихот. Треба да се чисти тоа добро место. После тоа, значи со киселина, оцетна или винска или јаболкова, како што и да е, се неутрализира мирисот. Кога ќе се истрие со тоа е да речам послаба превенција, но сепак може повторно да сгреши кучето. Доколку се испрска со тој спреј, што го кажувам, кучето тоа место ќе бега и нема повеќе да прави физиолошки потреби баш на тоа место. После тоа може да се натопи весник со извршената физиолошка потреба, се стави надвор каде што сака кучето да оди. И со тек на време самото куче ќе се навикне. За се треба време во секој случај. Како во домашни услови најлесно може да се научат триковите и наредбите? Зависи за што ме прашуваш, дали за обични трикови или за некои изложбени трикови. Па ете, за некоја средина. Значи да не бидат и толку обични, меѓутоа да не бидат и толку професионални. Значи, Оно што треба да го знае едно милениче, куче или маче, како треба да се однесува во домот.
За кучињата би кажал, значи за едно здраво седи, лежи, мислам дека не треба многу, не ви треба ни дресер. Еве, ја се кажам за седи, пример, како би можел да го научите или лежи. Треба му дадете нешто како награда, нешто што не е секојдневно во исхраната на миленичето, бисквита или чоколадо за куче, заради тоа што чоколада обично не сме да му се дават на куче, има чоколада посебни за куче. Му се става над самата глава. Значи, кога ќе се стави над главата, тоа како што ја подигнува главата, сакало или не тело, мора да седне. После тоа му се дава чоколадцето и се гали. Значи, не да биде само чоколадото награда, туку и галењето. Значи, мора кучето да свати дека и самото галење ќе биде награда. Никако не смеа да се комбинираат триковите една со друга, значи седи и лежи во ист ден. Значи, кога ќе се научи да седи, ситото чоколадце се спушта надолу по главата и кучето ќе легне. Тоа ќе му се даде исто така. И, значи, после тоа ќе менувате, значи еднаш ќе му дадете награда како чоколадо, после наредниот пат ќе биде награда галење, заради тоа што и галењето е како награда. Доколку сакаат да ги научат кучињата покрај додат, покрај нога или да покажуваат зави без агресивност, да седат во став, сепак треба да се консултираат со дресер. Имаме ние дресери во емисијата, така да може да се консултираат со него, да не му правиме себе реклама. Мислам дека најдобро би било да се посети дресер за други работи. Каква треба да биде негата кон нив во овие зимски денови, како да ги заштитиме нашите миленици од болестите? Тоа не би можела да ви го кажам, заради тоа што тука треба да се консултираме со ветеринар. Јас затоа треба да ги прашаме луѓето кои што имаат завршено за таа работа. Добро, меѓутоа еве од искуство, затоа што имаш долги години миленичи на дома. Јас сум немал никаков проблем, значи со зимскиот период, заради тоа што чувам сибирски самоеди, тие обожаваат зимата. Значи, тие се животни кои што обожуваат зима. Исто така сите сибирски раси, како на пример хаски и маламути, немаат никаков проблем, да речеме на минус 40, минус 50 степени, тие се радуваат на ладното време. Но тука треба да бидеме внимателни заради тоа што има кучиња кои што се нежни, како на пример помалите раси, пинчеви, чивави и слично. Тие за да ги шетаме мора да бидат облечени во секој случај. Заради тоа што може да настане. Ги спомена најиздржливите, спомена и најнежни, меѓутоа кој е најнежно милениче дефинитивно? Па велам тие што се со пократко влакно, значи чивави, пинчеви, некои од тие раси, мали. Дали има вистина во тоа дека собствениците на миленици, значи оние кои што чуваат миленици, живеат подолго од оние кои што не сакаат и не чуваат миленици? Имам истото и тоа и јас слушното. Не знам, се надевам, јас ги сакам премногу животни, дека ќе живеам достојно и назад. Ти ги сакаш, да, знам дека имаш куче, германски овчар, така да, доколку живееме ние достојно и назад, значи вистина тоа. Мачките може да бидат прекрасни домашни галеничина, но истовремено се многу љубопитни суштества и поради ова особина може да направат, значи да се најдат во неволја, да вознемируваат суштества кои што и да ја направат. Значи како да се живее со едно маче во стан или во куќа? Јас би рекол дека кучињата се љубопитни суштества. Мачињата најдобро, значи моја препорака да се стерилизираат или кастрираат кога ќе се земат, заради тоа што така потешко би настанало удар од кола или слично, заради тоа што излегуваат тие на улица. Исто така лоши искуства има со оние кои што чуваат гулаби, заради тоа што мачињата му ги напаѓаат гулабите и завршуваат трагично. Најдобро било значи да се кастрира или стерилизира и да се чува во домашни услови. Јас би рекол она што кажувам дека мачињата им се многу слични на жените. Јас ќе кажам и зошто, значи доколку самото маче сака да се гали, ќе дојде до вас и ќе се гали. Доколку не сака, тоа ќе се оди. Доколку земите со сила и да сакате да галите, тоа ќе ви израски и повторно ќе се оди. Значи има некоја сличност. Кучето како најверен пријател на човекот го има во скоро секој втор дом, кои раси се најпријателски настроени. А кои спротивно? Значи вака, најпријателско настроени би рекол дека се баш овие сибирските раси. Примери ќе кажам за самоедот кој што јас го чувам. Доколку дојде да речам и арамија да сака да провали во вашиот дом, тие ќе се израдуваат на него заради тоа што ќе сакат да си играат, не се за чувари. Но доколку сакате чувар во вашиот дом, тогаш сигурно ви треба некоја поагресивна раса, но во никој случај таа не е агресивна за самиот собственик. Во никој случај нема да ја касне раката која што го рани. Значи тоа би го рекол во наводници заради тоа што не се знае никогаш кучето дали е истравматизирано од мали нозе. Има многу кучиња кои што ги земаат луѓето и после извесен период ги даваат на втор, на трет, на четврт газда и самото куче не знае никој му е газда. Значи доколку чуваат од сами од почеток, значи кучето нема во никој случај да биде агресивно спрема вас, може да биде чувар, да брани територијата. Еве значи кучиња што моментално многу ги сакам, се кане корсо, тие се одлични чувари на територија.
Што им препорачуваш ти на нашите гледачи кои што имаат миленици за овие зимски денови, значи како да ги поменат деновите со своите миленици, а посебно за оние кои што немаат миленици? Оние кои што немаат, би им препорачал да си купат во секој случај, заради тоа што животните, било кое, ја возвраќаат љубовта неколку пати повеќе од она што ние им ја даваме. И во ова денешно време има многу лицемерни луѓе, животните воопшто не се такви. Значи, оние што немаат обавезно да си купат. Еве, нека не посетат и нас во Петшопот пријатели кои што се наоѓаме во центарот на градот. А оние кои што имаат, значи, да им купуваат добра храна, еве, значи сега во овој период, значи им треба помрсна храна, подобра храна и да се излегуваат со нив, да им посветат време барем еве на кучињата половина час дневно да ги прошетаат. Благодарам, Милче, навистина убави одговори, убави совети за нашите гледачи. Се надевам дека си задоволни и тие. Ти посакувам голем успех и на приватен и на професионален план и да имаш многу миленици и многу купувачи, значи битола да се наполне буквално секој дом да има миленици. Тоа е мојата цел, ти благодарам и тебе. Така, благодарам уште еднаш. Ние продолжуваме понатаму. Совет како да го поминете остатокот од овој месец јануари, да се забавувате, кои места да ги посетите, а сепак да уживате во вашиот омилен спорт скијањето. Погледнете.